топло шоколадо пиеш? Да, за да се озгреам моето Hot грълце. chocolate. Моето Чач. грълце Може? ми се скри. Може? Да, пукам. Идемо? Обратно. А мора, ва. Мора. Па и ти од таму, ман. Така. Се снима. Шо кажуваме? Здраве, не заборев од таму да ме снима. Лелелелелеле. Вие гледате. Дебели гикови! Ке ставам онакви штурци. Ке ставам штурци кога Да, да можеш. чекам на Можеш, да. Па одамна нема, 2 недели немаме снимано, така да. Сум заборел. Може и повише, ама толку е 2 недели. Мината недела немавме епизода, тоест оваа недела, тоест сутре немаме епизода, поради моите здравствени проблеми не можевме да снимаме. Така да рековме ќе надокнадиме некако, ќе дадеме го giveaway. Не, Некогаш. може, да. На крај на сезона убав giveaway. Не, Red Bull. Да. Од питке треба да треба да ставам. Денес на гости го имаме нашиот познат музичар, фронтмен во познатиот бенд Новиот почеток и други бендови со проекти Фиц Филип, презиме за Тасевски. Тасевски. Живе, никој не го Филип знае. Тасевски. Тајно е. Знаеш Или кога Фиц. Знаеш кога ти го дознав името? Кај Некта која беше на подкаст. А, Од тој подкаст ми издаде приеска. она. Да. Ама као Фиц сте знаци. Да. Така. Така се подпишувам, така ме викаат и дома исто. Да. Но е па Тоест, Фиц. кога ми се љути само ме викаат Филип вајде, ама. Да. Чекај. За којто, за мајката или за жената? Двете. Да. За цаци. Значи Цаци кога го си мислам. направил Белја, Филип, и Да, и знаеш цаци, и дека цаци исто, кога се наљути, да. знаеш дека е Која е нешто озбилна работата, да. врвка е работата. Да. Спонзори, пријатели, ќе накажуваме. Кажу. Ќе да кажам со мојот Или ја ќе кажам делумно ајде, оздравен значи, глас. од први, значи да ги поздравиме без 42 дечките што ни овозможија и оваа подкаст е епизода да ја снимаме кај нив. Можете да ги рентате кога сакате, само оставете простор за да снимаме ние еден ден во неделата. Втори ги поздравувам Бенто Блум Кейкс, најубавите мини тортички што се од 20 до 4. И треба време 2-3 дена пред нарачки се примат 2-3 дена пред овакво и да. Друго, Red Bull Македонија, дечките што не напиваат со Red Bull секоја епизода, после Goblin Games, среќен 25 роден ден дечките од Goblin, најголемата гик продавница во Македонија, Magic, Yu-Gi-Oh, Funko Pop, друштвени игри, што сакате, све има кај нив. И друг нешто треба и Fat Kitchen нормално, да не ги заборајме цаци и Fat Kitchen што се грижат за нашата линија секоја епизода да изгледаме така по Не е лошо да ти кажам. не рич. Да, да. измори од кога ги кажуваш, значи. Да, и Се сега измори ќе го вас. отварам цаци. Ти дека го отвараш цаци, јас сакам да најавам дека на 5 април во лабораториум Гоблин ја прават големата, слава 25 години роден ден. Мислам дека целодневна дружба ќе има со играње на друштвени игри и се останато. Мислам дека некои турнири ќе има. Ние ќе бидеме таму сигурно. Ќе правиме нешто, подкаст уживо нема да биде тоа сигурно, пошто ту мач више носење опрема наваму натаму. Ти даваш храна, некој си испрде позади. Некој си направи гр. Ова мислам, това е? Не, ја имам врапче. Аха. Да. Па ова е на цаци му пишавме за Фиц, За знаеш што мене. треба. Добро. Не знам, А не знаеме ли ние што треба? Тоа Е, е камерата да регистрира В. В. Да. Winner? В. Не, Е, вистински. 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 правиот. Ја јадам виген кранч врап, пошто пометално се периоди на постови. У Fat Kitchen има многу добри 3 опции за вегани. Има бургер врап и поново фалафел. Тоа што го Фалафелот е топ, извини што те прекинам. тоа Да. го немам уште пробано. Поздрав до џаџе што не договараше да идеме да ни дојде во емисија за да го проба фалафот. Фалаф се ви каже тоа? Да, Фалафел.
фалафел. Close enough. Ама ќе идеме некој ден сите ќе го јадеме таму, така да уживе ќе се Објасни кој е договориме. џадже само. Џаџе Слаѓана Вујошевиќ. Ето така. Така, ја вика и така, Така и се ја завика. вика, да. Фиц, ние имаме концепт што моментално мезиме, он го јаде за 2 секунди, ти слободно ако сакаш може да му се придружиш. Јас сум малку гладен, ама ќе си го оставам за после мојот. Виен Добро изгледа. краш враб. Ти имаш Марто Деличен. Требаше нешто од Марто Деличен. шекерна, пошто ја ручав више, така да Дори си таму можеш и екранчето да го свртиш. Да им течат леги по дома, бе. Ако сакаш стави го за кеса за после. епизода им течат на луѓето од дома леги. тоа е, да. Сакаш ЕПП да правиме или ај гризни се, ајде. Мортаделен чиз ЕПП. ЕПП. И се враќаме назад по ЕПП-то, иако уште огне не е вратено. Пошо... Замисли, не сум јас завршен дека требаше Да. ЕПП. А тоа го пауза правевме 30 минути. Си закаснем со твоето јадење. Како и да е. Срам да ми. Фиц, ние имаме рубрика што си ја викаме од раѓање до доаѓање на подкаст. Дали може да ни раскажеш нешто поише за тебе, работи што може и не ги знаеме, кај си роден, што си роден, како си, што правиш? Добар сум, фала ти, фала што ме викнавте, баш ми е драго што сум тука, интересно место ја не го знаев. Не знам, од раѓање далечната 87 година у Чаир, болница, Како сите ние. како и повеќето, тогаш немало приватни сфери, докога немало приватни, до пред 10 години, бе, Појме, така, но. нешто така, Не, појшате се. поеш, толку се. Ама 2010-та па намо да кажеме. Не знам што да кажам, освен дека поема немам. Најраното нешто што го памтам валјда за себе, кога не знам, сум се скокал по кревет, сум викал дека сакам да свирам, да пеам нешто. Поема немам. Или да бидам глумец, или да бидам пеач, така сум викал. И тоа е нешто најрано за мене што го памтам. И од тогаш навака све друга историја. Така да ќе мора некој подпрашање да ми... Почна, предпоставам, со народно, виде дека нема таму пари тоа време. Да, брзо се разочарав. Па се префрли на алтернативата на андерграундот. Точно одговор. Кажи ми, Да почнеш, на Red Bull да не сакаш? Не, фала. кажи ми, зашто сам првично од каде љубов према музика правење? Кој ти ја вречи љубовта, што се река? Да, па, у принцип, така, ја мислам дека на најмлади години што се вика као дете, и сега скоро еве правевме баш гостин, као концерт што направивме у едно друго, исто на YouTube, може да го знаете, вајда го знаете, Хотел се вика. И правев еден експериментален мој лайф сет од различни ствари, меѓу другото, значи има од различни ири на мојот живот, да речам, музика. Меѓу другото е уствари баба ми, која што е директно влијание вајда за тоа што се бавам со музика, пошто она уствари е пеачка на народни песни, јам кажа на неколку вака интервјуа и слично. И реално детството ми е онака доста, знаеш, моите работеле, сум растал со нејза, како и сите, нели? И доста вајда некако и подсвесно имам почнато да сакам музика, она да ми ја има дајано љубовта, знаеш, пошто своевремено она била, не знам, она е 40 и некоја родена, 80-ти, има и некои турнеи, има во Австралија идено со народна музика и све, и тогаш вајда крај на 80-ти вајда намалува и доста е со мене. Дома ја слушам све, пее, знаеш, цело време и по дома и ден денес, нели, уште е жива. И така некако ми има дајано некоја поемане, некоја љубов кон музика, веројатно она е крива за тоа. И нормално и моите исто така биле, да речам му, ете, татко ми касети, некој Guns N' Roses, поемане. Вајда Фреди Меркјури ми бил прв пеач кој што сум го чул, ми било, јас сакам да бидам ваков. Добар пример си имал. Да. Као за пеач, добар пример си имал. Да. И па не, онака и кога размислувам како беше Show Must Go On, ми е првата може и песна што ја памтам од онака дете.
И као буквално тоа ми било инспирација за да се бавам со музика. Fun fact. Тоа е ежење, брат. Show must go on. И сега скоро ја слушнав на, мислам, искочи онака као на телевизија спотов нешто. И го гледам спотов и вака викам, човече, викам на жена ми, викам, ова беше капислата, као спотов, песна и тој Стас, знаеш, онака настап од него, викам да уствари толку многу сакам да го правам. Така да, не знам, после тоа вајда следа некои фази, као дете имав доста електронска музика, збирав у 90-ти, така пораснав со некои такви, поема немам, продижи, брейкбитови, некои збирав различни, немам поема. Имав некои фази после на кај гранж нешто, доста луѓе знаат, тие што ме знаат од многу млад, ме знаат како Фицко Бейн. Фицко Бейн. Леле. Тоа е доста fun fact исто, усредно. И не знам, некако така, сам да кажем, од рана возраст имам фатано да сакам да пеам, да се бавам со тоа. И после основно сум научил да свирам гитара. Прво пеев у пар ужасни бендови кои што, мислам, сега гледајќи назад, сите били у свој филм, да речам. Бубњарот бил некој трансер, гитаристов бил, појавам 2000-та година зборам, System of a Down искочи тогаш, ти која си роден, иначе годината. I was there, Gandalf. И памтам, например, не знам, гитаристот слушаше тоа, овој другиот слушаше панк, третиот метал и така некои чудни комбинации од луѓе. И нешто таму само као пеев у бендот и после реално сам да кажам, така имав гранж влијание некако у тоа време. После некаде, мислам дека бев втора средно, направив свој бенд. Тоа уствари е новиот почеток у рана фаза. Се викаше... Претходно? Како? Али претходно се викаше? Претходно се викаше Морфиум. Од 2002 до 2005 мислам дека, да. Да, 2005-та, кога официјално искочи првиот. Кога усвари е сниман првиот албум и издаден 2006-та, прв пат 2005-та го имаме сменето името на бендот. Тоа ужасно име, не знам. Реално стварно многу лошо, брат. За Да, бенд. многу е лош, стварно катастрофа. Морфиум. Среќа што, мислам, и новиот почеток не е нешто добро име, ама Не. така мислиш дека окей, не знам, Не, ја мене ми е Не, фантастично. Подобро е од Морфиум. Не, мене ми е лудница. многу е боле од Морфиум. Не, значи тоа ви било, ајде да свртиме нов почеток, како ќе секаме новиот почеток. Па така и беше. Знаеш, мене иначе името низ различни фази од животот некад ми се свијало, некад ми бил ужас, па некад сега некако ми е окей моментов. Али сум го кажал пар пати дека имаше еден албум со Цаци, го слушавме тоа време, иначе Цаци е од почеток со бендот, ама прво не беше у бендот, беше другар на бендот, ни готвеше, ни правеше храна, како што гледате и сега. Значи се дружеше со нас на сите проби све. Тоа се вика од каде бев, каде сум сега. Ете, така е. Поздрав до Никола Силовски. И уствари ја го почнав тоа 2002 со една екипа. И он беше тука на сите проби. После кроз текот на годините он уствари научи да свири гитара. И ова уствари мислам дека и он го има кажувано, исто. Сега свири од другата страна. Да. Затоа ми се свија моја. имаше притисок од ваша страна за да научи да свири гитара. Па види, он уште не знае да свири гитара. Он знае ги свири само на новиот почеток песните. Да, и тоа го кажа, да. Не знае, знаеш дека не знае акорди, не знае G, C, D да фати на гитара, не знае акорд, знае рифови само, ништо друго. Не знае ни соло да свири. Толку, вика што ќе ми ја Он поиш. го збореше тоа, сте требале да идете не знам каде на турнеја и него свари го вратиле од граница. Да, после тоа на исто, да. И немало кој да свири, и уште некој бенд биле со вас и као на гитаристот, тај бе, Да. ќе го научиш и он кажа, бе, ова го свири кон Цаци цело Добро, време. Цаци, што свири у бендот? Па што е ова? Да, тоа беше. Не, тоа обратно беше. Цаци не можел и друг гитарист со... Па тоа го кажа. Значи, обратно го кажа. Многу кратки црти, два бенда, у кои што од Цаци двата свири, едниот свири кај нас гитара, у другиот пееше Screaming for Change, дека тој е бенд хардкор, да. И идеме преку граница на кај Србија, од Белград свиравме нешто 2011-та негде е ова. И на граница он, морам да кажам, сега не е битно, имаше некој пасош дипломатски, кажам со да, диплома, татко му нешто.
Сте извадиле глава за тоа и со дипломатска. Еднаш ни извадиле глава и после тоа уште го ставаме прв на лаквото, демек пошо минатиот пат тој пасош не спаси, не малтретира на граница, нема теата карнето она. Да. И ние го ставаме прв сега и вика дечко каде ти? Као обратно од тоа што очекувавме. И уствари од неговиот бенд гитаристот ги научи сите песни на пат на кај Белград и вика брат па што свири Дебелјов бендов, као шо е? Викаме, па ете толку е. Тоа е. Да, тоа е. Ова го свири со тебе, лесно е, бе. Да, и така. Така да уствари од другар на бенд стана дел од бендот и уствари ја и он сме практично од почеток, ама ете, некоја друга формација. Вие сте единствени двајца што уште сте од прв состав. Да, Од јас сум од оригинал. најпрвиот состав, Така. он е од малце подоцна официјално бендот ета 2004-5, ама да, ние сме после тоа си имаат сменето доста. Има некоја бројка колку од прилика си има смената? Колку луѓе? Мислам дека на Википедија пишуваше точно, и може има 12-13 луѓе. Кој све има свиран. Као да не ги набројувам сега, Да, да. али ќе кажам дека еве Иле од Битола што ни е бубњарот за ниве, он е најдолго издржан најдолго има издржан од сите. Реално, така да он е за мене бендот апсолутно, затоа што не е лесно да издржиш со нас цело време да си Има пари. и паричките си играат. дури има да, пари. дефинитивно, да. Така да. Кај новиот почеток, специфично кај името ми се добија моментот со Тоа името сега ти го кажам после, да, ќе се враќам. ако направам споредба со Final Fantasy на пример игрите, секоја Final Fantasy е нова приказна со одреден некој вид на крај. Новиот почеток цело време е нов Цело време. почеток и никогаш нема крај, онака, знаеш, и Да. тоа ми се допаја многу кај името за тоа. 8 души си има сменето. 8 души и плюс пар вајда што свириле замени слично, да, толку десетина луѓе. Знаеш како, ако ми веруваш, 2002 следната година бендот ќе прави 25 fucking години. Тоа сега те прашам. Ако ми верувате дека уште некои ликови не најавуваат као младиот бенд, може ја пошто изгледам младо, не знам. Ама стварно изгледаш. Па имам тајна. И ти ја кажам после После, не на емисија. камера. Да, не е за оваа емисија. Комбука, како се говори. Како се каже тоа? Комбука од Сечноста на младост. така. Гинсенг. Фенг шуй. Гинсенг. Да, секој цело време е нов почеток, цело време од почеток. Едно време имав идеја за документарец да се направи, да се вика нов почеток, цело време од почеток. Уште се нема десено еве. Тоа е валјда цело време те рачунаат за нов бенд у Македонија, не знам. Изгледа дека се новиот почеток. Знаеш, да, може и тоа. Знаеш, тие што направиле од 90-ти, направиле Архангел, Супер Хикс, така, сите што се и они се бендовите Да. од тоа што е тоа све се Пред што е негови налака зари, е да. ново, брат, новиот почеток. Табе ти е свира 2 години као. Страшна работа, не А 25 години си. 25 имаш бендови што свират по 10, исто ги рачунаат по еден. Тоа е пошто вајда луѓе не приметуваат сега што да. Да. Тоа од 90 брат, тоа најболе све, тоа да. Мислам ништо против сите тие Да, респект, него сам да кажам дека проаѓа времето и има еден куп нови, еве трне на нас на страна, Да, да, има да, да. тон бендови, има тон артисти, некако многу ме нервира таа носталгија, што е, да. Младите гитаристи. Со нивната нова песна, Да. со нивната прва песна, Агнозија, Да, 20 години да, стара. да. Ја ќе кажав нешто, ама и тоа за пазар. За после тие работи што ги планиравме, да, чуј. Мене ми се свиеше стварно до година 25 години и тоа сега те прашам дали ќе правите нешто големо. Еве документарец опција, иако е маца потешко. се Тешко е направи. затоа што знаеш како кај нас нема реалноста е таа, нели вие правите подкаст, пар луѓе сте, ние сме бенд, пар луѓе сме, нема околу тоа да се изгради, не ќе да го кажам зборот индустрија, ама поддршка од други ствари што би биле како да кажам компатабилни со тоа што го правиш, за да растат работите и некако јас знам дека можам многу работи да направам, пошто сум proficient во различни области, за жал, и ама не сакам веќе се сам да правам фестивал, работам дизајни, сум работел видеа, сум милион ствари и некако не можам да правам и не сакам. Кога ќе се појави некој јавна покана, да, јавен повик, ако има некој кој што сака да се вклучи во приказната, ние ќе бидеме као ајде да видиме што можеме заедно. Пошто
за мене секое правење на нешто е проект. Ја го викам, ова е посебен проект сега. Ајде документарно, тоа е посебен проект. Тоа ќе треба X време. Ние да земеме сега на хард диск, имам дома 3 тера од видеа, само и поише можеби од новиот почеток од 2002 до денес префрлани од видеа, од VHS. Значи има многу ствари. Тоа треба да прегледаш, да го знаеш, многу работа е тоа, да го направиш и онака како и да кажеш целата прича е посебен проект, така да не знам, се надевам дека може ќе дојдат и некои нови генерации кои што ќе бидат заинтересирани за нас, за вас, за други ствари, знаеш, да не биде само правиме музика и тоа е тоа, туку највише што само се навлегов тука, ама имам поента дека ние како народ малце имаме проблем со неархивирање, недокументирање, не следење. Сите работиме посебно, значи сите се, знаеш, немаме чувство за заедништво на ајде изградиме нешто заедно, но нака се многу индивидуалистички народ сме и тоа е вајде треба многу и напојано си скорени тоа, знаеш, нова нација сме и така натака, го мрзам тој збор. Шо и да е, ме свеќаш као многу треба време вајде да пройде за да тој индивидуализам малце, окей, ај сега да направиме нешто заедно и ова се однесува на секој аспект, култура, во уметност, во други сфери на општеството. Еве архитектура, да речеме исто, има еден сајт кој што архивира архитектура, појма немам ја од архитектура, само како пример го кажам. И да не е овој човек, например, што архивира, нема да имаме ние јасна, може појма немам, не се разбирам, ама нема да има за онлайн зборам, за интернет, така не ги користиме благодетите на интернетот денеска што ги има. Така да еве ова е повик ако сака нека се вклучи у приказ на новиот почеток слободно. А чим се више кај Архитектура. кај архивирање. Едно време се бавтав со архивирање на податоци и усвари архивиот, стариот архив бил направен во Македонија што е во Скопје што е по сите стандарди и бил значи врв. Пред 90-ти? Да. Тоа е момент, значи направен како што треба. Температура во просторија да е, не знам, пример 18 степени, 18, да нема влага, да нема ова, да нема. И после ги пребаци у новиот архив, ти се верува дека за година, максимум 2, им се поплави архивот. Да. Не паднеш од друго. Тоа е тоа, да. Тоа е култура ако сакаш да се зачуваш нешто. Например, на телевизија чудо што имаме зачувано. Едва е, Ништо колку има емитувано. Има. МТВ има, ама многу има. ствари се изгубени. Да, тоа сакам да кажам, изгубено е све. МРТВ има огромна архива, иначе. Баба ми иначе цело живот ми збори, жена, нели кај да е, тоа е нели 84-5 колку има. Ми вика има во архивата на МТВ мои снимки, викам како да дојам до нив. Постојат, вика, некаде таму. Ме свеќаш, има, ама или има е изгубено, или нема, не е архивирано, Тоа ми е знаеш. чудно. Ако има, пример, ја би дал сега, да има човек што е заложен, пример, ја да идам и да кажам здраво, ми треба снимка од, не знам, од тој за тој период и да ми кажат дој за една недела и за една недела да идам, повели дечко, еве ти. Пред некои 6-7 години имам некој видео или текст нешто видено. Има еден човек што им работи архивар, у негово време е обележано нешто, он како што ги знае, он ако кога ќе умре, не знам дали е жив, тоа никој нема да знае да го прочита пак. Пошто е на ленти, на гигантски ленти, онакви што денеска не знам технологија дали има некаква Да. за да можеш да ги оправиш. Дигитализираат тие, не ги дигитализираат тие ствари. Ама еден човек има, а тој има архивиште огромно. И не може да Се е така за жал, некако, пак ја кажам, вајда пред 90-ти било друго, нели Југославија, викаат дека биле работите различни. Сега, за жал, знаеш, не знам, едноставно верувам дека ќе се научиме да правиме некои работи. Еве, за музика ако збориме, музика не е само ајде имам бенд, ја ти свириш гитара, он свири гитара, он свири гитара, мансите гитара свират, окей. Као, на страна од тоа треба да има и луѓе што пишуваат,
фанзини у наше време или whatever сега портал. Ние немаме портал за култура. Значи не сакам да звучам мрачно само сакам да кажам дека реалноста е дека има работи околу една деност околу што може да се прават. Разбираш као земи прави видео, земи прави букинг, знаете дека букер има тројца од држава и тоа тие тројца се бизнес ориентед, не ги занимаат бендови помали од некој таму поголеми, како да кажам. Да, Како новиот почеток. па новиот почеток Новите. не, да, нов бенд, да, Нов на пример, бенд, да. нов бенд. Нема букери, нема, знаеш, да. И така да тоа е. Ако сега ти ви да се придружите на приказната, еве ви ја нашата статистика колку ни е како се кажа, колку луѓе се што гледаат се сабскрайбнати, 80% од вас не се, така да се придружите од секоја прича. Супер идеја. Стиснете subscribe, донирајте на некаков начин, сакате преку линкови, бајме кафе, глупости. Секоја донација е добро дојдена, донирајте да нешто да се направи за со новиот почеток и општо да се прослават тие убаво 25 години. Имаме Bandcamp исто, да. Bandcamp, на пример, средствата идат директно за артистот, ако имаш PayPal или Stripe, Да. на пример, да. Мене ми е долго лудо, еве сега и Гоблин годинава прават 25 години, вие следната година 25 години, тој е многу години. Да, многу години се. Како издржавте толку 25 години? Што е она што е што е она 25 години што го држеше бендот во живо? Скроз да не се распадни, ако имало нели Да, да, повеќе имало, доаѓања и одења. Па не знам, некој е Цаци со храна. Цаци со Цаци со храната, да. Цаци прескара, ајде целбет кај цаци. Имаме многу среќа со него, со на пример турнеите, ние за тие што не знаат, 2010-тите години, како да ги наречам, сме доста hard working band, у стил на сме еден од малкото бендови што има доста свирено по Европа. Као поема немам сега да кажам вака точно дека се 7-8 турнеи, не се 7-8, пошто некои биле и балкански, ама сме биле по 30-40 дена, два пати годишно, некои биле помали, некои биле поголеми, најдлогата не е 40 дена, кај што понака цаци бил, да не бил, мислам дека ќе сме умреле од нејадење и од овакво, да. Така да Само на хајпот те вози. така да има допринесено, ако не со доброто свирење, со храната. Да, така да. Има ставено зачин во бендот. Да, има ставено значи. Сме имале и полоши инструменталисти у бендот, така да, да. 40 дена на турнеја, каков 40 доживење. дена, 40 ноќи го викаме тоа, да. Тоа е Каков доживење. Брех, тоа е уф. Со спиење у комбе со све. Знаеш како е? Спиеш кај Комбе е добро. спиеш кај рандом луѓе дома на под, спиеш било каде спиеш. Некаде имаш и боле услови, некаде имаш некој хостелче, нешто. Ма генерално панк сцена е од се што имам искуство на животов, пошто нели и други работам, као или друга музика правам и таа сцена е нешто сосема другачија. Панк е као буквално едноставно знаеш дека е добар човек, му пишуваш, му викаш, мислам, имате некоја невидлива конекција на, мислам дека е слични у гейминг. Исто, те разбирам што збориш. Да, пошто и ќе дојдеме до гейминг, ќе ти кажам после нешто исто, као имате некоја онаква и можеш да му пишеш на рандом тип во fucking Wiesbaden во Германија или во Вилинген, Швенинген, еве, уште под мало место. Wiesbaden е поголем град. Што можеш да го изговориш онако да. место на. И можеш да му пишеш, да му кажеш, брат, идам со бендов на турнеја, ќе ни правиш ли концерт? И он ти вика, тај брат, готово, договорено е. И така, договараш. Сакам да кажам, како underground network е и функционира така со години. И некако у короната малце, пред короната малце почна некако чудно да паѓа, па некако општо рок-н-рол музика, гитарска музика беше едно време аут. Тој период така 18 до кај 22-3, и онака го тврдам тоа. И сега паја као окей. Знаеш која мислам дека да кажеме гитарската музика се врати у мода со Манаскин кога победија на Евровизија. Могуче и тоа да И има. тогаш време, као да. се крене и рок-н-ролот, и рокот, и панкот, све као Само пада. што ми свираш у радио, иначе овој бенд на радио кола сега. Манаскин? Да, топ се. добри се, Мене добри се. мене ми се свијат. Има прича, Цаци ни ја кажа, сте свиреле, мислам, негде во Англија беше? Не, Англија. Во некоја штала.
Единство у Франција. У Франција уштава Единствено некоја така? немаме свирано у Европа, во Англија, во скандинавските држави, пошто беше многу и Франција беше скапа и све Италија и Швајцарија имаме свирано, ама Скандинавија беше доста у тоа време премногу као ни беше ризик за идење. Така да, само у тој дел нема свирано и у Источна Европа нема свирано. Никад иначе друго свијаме изроварано. Онака поема немам. И у Франција, да, у Франција свиравме често Франција и Шпанија свиравме у тоа не се ни тоа се комуни. GPS координати, дечки, као нема пин. Нема пин. Некако пил. Тоа се комуни што се не знам зад 7 реки, 7 брда, стигаш и она има комуна од 100 души. Сите имаат овој стил на улека, така нешто потитикна и влагаат дрско на концерт, онака pure fun и ти донираат и за вајда ти зборал за колку сме ќариле таму или? Не, за уопшто као експириенс, вика идеш вика на место кај што Да. не очекуваш дека има луѓе. Баш тоа нема вика со координати стигаш вика и наеднаш вика гледат на свирка доаѓаат вика народ се прави нека се журкаат се. Да. Многу јако. Да, јако е. Секој ден е ново искуство, секој ден е experience, сега кога гледам наназад, сигурно е time of our lives, зашто сме биле у 20 години, ни било неверојатно онака пар другари, букирката наша да поздравам Елена Крстева Пилхем, која што сега живее во Словенија, најбољи другар на бендот, патем идеш, тргаш, секој ден сакаат луѓето да се забавлjaат со тебе, секој ден журка, губиш осет дали е вторник или петок. Вторник. Да. И тотално не знаеш што те чека и што очекуваш, не знаеш дали ќе изрокаш со пари и све, едноставно си доволно онака само идеш и тераш for the fun. И една работа тука што ми е многу битна сега кога гледам наназад е дека ние тогаш не сме граделе, да речам бренд за бендот и онака да идеме нагоре, туку сме иделе for the fun повеќе и имаме саете портфолио на искуства и све и свошто, ама не сме го граделе, затоа покасно направиме англиски албум, па го повлековме, па сега се ремастерира и вајда ќе збориме може и за тоа. Да. Не знам дека повлечам? Стварно? Да, затоа што го повлековме, го снимивме, го повлековме. Не ми се свија, затоа не знам. Па сега е преснима, ако све окей, мене не ми свија. Многу долг процес и тежок, ама може не знам, сега да збориме за тоа, после. Мене за турнеите прашање ми е дали со вас имало некој човек што бил задолжен само за камери да се снимаат сите работи? Од првите неколку имавме едно камерче и има материјали, од после среќа што нема, пошто станува похаотични и не се баш снимани, има доста слики, исто ќе кажам на хард дискоја, али има и видео од првите неколку онака ретардирани работи се тоа све. У принцип, али многу добро искуство, како да кажам. Ова го кажам, пошто не знаеш како жела ми е 40 дена на турнеја. Да. Ама, дечки, плиз, ако има некој бенд што би одел на турнеја, ќе дојдам со камера, со опрема, со све да се Само сними. за да снимам. Само за да снимам, пошто многу го сакам тоа да го правам. Еве ние Нема никој да ме види, ама јас све ќе снимам. Ние да ни порасна децата, па ќе почнеме пат да се надеваме. Така да те планираме, да. Yes. Со Ама и за сега ако имате тука некој на турнеи што ете, не битно и 2 дена, се сакам. Многу сакам да се снимаат работите, многу сакам да се документираат, да се зачуваат. Многу добро. Пошто не мора да се објават, не мора сите да ги знаат. Не мора. Ама кога ќе се пушташ да, некој работи не за мора. утре, ако му текне на некој документарец да прави, да му покажеш, Да. ова е тоа. Не, убавите работи ќе се пуштат, ама хенгове работите ќе се стојат Дефинитивно, само за на на Кајро на крај што ќе идам. Колку албуми имате официјално со новиот почеток? 6 беа? Со англискиот, да, вајда, така се рачунаат. Јас сум долги години стварно фан на новиот почеток. Секој ден слушам новиот почеток, барем по една песна, Spotify ми е number one listening и сите тие работи. Англискиот албум го имам слушнато и не ми се свиѓа, мислам, Све кул. без навреда, ама некако чуден ми е, не ми дава новиот почеток вајб. Да. Пошто јас се сакам многу македонско, сакам сведа македонски, се сакам македонска музика, дури не сакам и толку странска више да слушам. Англиските вируси се убави да ги слушаш, нели, без текст. Да. Текстот кога ќе се стави, се кашва.
Види, прво ќе ти ја кажам у најкратки црти приказната за тој албум и ќе ти кажам што се случува сега со него. Значи, гледајќи ги сите околу нас, пар бендови кои што идеа со нас у исто време на турнеја и како они, го имам кажувано исто и на други интервјуа, дека како растеа они и ние тоа што го кажав, не правевме бренд од бендот, пошто брат новиот почеток во Швајцарија ништо не значи или текстовите или све, едноставно, а ние бевме со мајндсет да идеме да свириме пред се затоа што у панк рок, уопшто у гитарска да речеме музика, па и вајде и други музики, многу е битна енергијата што пренесаш ти у животот, ти како сакаш да и тоа, ама па од друга страна овие други пееа на англиски и нив им идеа турнеите вака, а нас ни стагнира, знаеш како ние и доаѓаме у исто место, нема нешто, знаеш, поише луѓе или нешто, така, знаеш, луѓе што искочиле у вторник да се испијанчат, да се дружат на концерт, да гледат бенд. И не растевме и ја онака бевме у Германија асоциации, он беше некое време таму живееше и гледавме Descendants и гледавме еден од бендовите кој што свира со нас, свира пред Descendants е голем бенд у таа сцена и бев као, брат, ја морам да го направам ова со англискиот албум, па макар и да ме кошта години и многу крв и го направив и се посрав реално. Зашо? Затоа што процесот траеше 3 години да ти препишеш стари песни на англиски јазик. Второ, процесот на продукција траеше година и пол, онака ти сакаш да прогресираш како артист, да правиш ново, а тоа ствари работиш стар материјал и тоа те утепува, да до степен ја веќе не ќе да се занимавам со бендов во 2019 кога искочи албумов, ние само го пуштивме, него не одработевме, едноставно само го пуштивме и да, чкарат беше продукцијата, делумно сме сите криви за тоа, може јас сум крив. Не беше баш најболе, едноставно го пуштивме, уморни бевме и више бендот едноставно веќе не ни комунициравме на ентузијастички. Така едноставно искочи тоа, дојде корона, толку беше. И после година и пол почнавме тотално без амбиции, без текно не планираме сега големи работи, пак ајде многу не кошташ ова искуство. Ај сега да правиме нов албум и буквално новиот албум беа склопување на малце некои постари ствари све и кај Иле у двору битола у село отидовме и седнавме правевме албум у двор, онака баш во Лозија и се заебававме ово изведи бување на двор и го склопивме за 2 дена материјалот што претходно ние го спремавме и искочи Endless Endeavors 2023 година. И англискиот албум едноставно сакам да кажам, јас знам многу добро дека треба да одработиш нешто кога ќе направиш продукт, треба да го одработиш после тоа, посебно за музички албум ти требаат едно барем 3 години ти или еве 2 у поново време, пошто брзо свет да го одработуваш, да го свириш, да го тупиш или сега као у најново време нели да правиш и контент, нели, што многу ме нервира за музика конкретно, за други ствари е окей, ама за музика треба да измислуваш контент за да овакво, не како што беше. И што ми беше поентата, дека треба да се одработи, ние не го одработевме, искочи, сева мајката толку беше. Тоа значи не го свирате на турнеи, на настапи? Нигде, да, па нема англискиот албум искочи 2019 На Spotify го има? 2018 и сега не сум што сакам да ти кажам, умеѓу време пројде новиот албум, све сега сме постари, имаме доста обврски на сите страни сме. Не планираме у моментов како новиот почеток да идеме по Европа, свириме пак брзо време све. Али планиравме да работевме овие пар години, многу па спонтано не викаа тука на Балканов, Србија, Хрватска, знаеш, некои такви по накај фестивалски, по така. И, знаеш, по неамбициозно теравме со таа приказна. И ја пак дојдов на идеја да нешто направам со тој албум, пошто што е фора. Ја го гледам тоа како едно легаси. Така. Те разбирам. Утре ќе нема и имаме доста контакти низ светов, низ Европа сме свиреле и решив пак да му дам шанса. Овој пат пробувам преку некои канали да искочи, некако да стигне до некаде, затоа што тоа е само the best of songs на новиот почеток, 10 избрани best of songs. Ги препав со малце боле дикција и сето тоа.
и го премастериравме, ама стварно добро го измастериравме. Значи сега звучи како што треба, испеано е 80% боле, да не претирам. И сега само едноставно сакам да го немам правиот канал. Надвор, ние си тираме као бенд тука све, знаеш, новиот пишок. Едноставно надвор од овде да се појави, да го има и утре кога ќе умреме да постои на интернет, дека имало бенд кој што има заднина од 20 и кусур години, ама има и англиско издание, еве го. И тогаш млад бенд ќе ве И викаат. тогаш млад бенд ќе не викаат, пошто ќе биде перформ на англиски. Првиот албум на новиот почеток. Да. The Beginnings се вика. Beginnings. The Beginnings, да. In the beginning. In the Beginnings, да. In the beginnings. Тоа е причата. Да. Ама еден албум кој што мене многу ми се свија, кој што скрос најдобро нешто што го носиш. Да. Ке си го земеш ти. Имам специјално нешто за Вестов дека за Ова е мојот фаворит албум, пошто имаш ти грамафон, ти ке си го земеш. ви го носам. Овој на Јас Марин, сум земен. леле. Ти се веруе дека син ми, јас ставив една слика од Spotify, Аха. Ова може вака да го. Слободно. слободно. Тоа е, јас сум земја 2015, ова се цедиња од задниот албум Endless цедиња ги Endeavors, да, и некои стикери ги остави на маса. И да, тоа е, не знам сега, за некои луѓе ова е Black албумот на новиот почеток, за некои Ми е фейв. Ета, да, за некој е Melancholic Machine 2012, за некој Агнозија, така да појма немам. Тоа ми се свија кај новиот почеток, што секој албум си има своја некоја магија, своја некоја приказна раскажување за себе. Ова е пак, што викаш ти, Black албумот со фантастични песни, Агнозија со она младо време, почетоци на панк, на вас како бенд, на ваше пронаоѓање, ако може да се може каже. да се и каже, да. Се тие работи, ова например ми е топ of the top за Имаше, мене. вака ќе ти кажам. Имаше Spotify годишно ниво, нели тоа за крај на Врап. година да се Добро. Аха, како се вика, Spotify врап, да. Да. И сегде, значи сегде го имаше кај мене само новиот Да. почеток. И Тоа мене беше е. на прво место. Поради тоа што мене не на прво место, брат. Мене Во ми сите беше категории? Најслушана песна, не знам, новиот почеток. Да. Не знам што. Син ми, од која му ја пуштив Агнозија. Абе не преки у кола влага и новиот Да, почеток. бе, да. Ај, Го има тоа кај деца има пушти ми некој. ова, ама и или новиот почеток. И кога бев на концерт во Маната која правевте Супер беше тоа, да, летоска, да. Летоска. И издржа 2 до 11 сат Да, Тоа топ. се гледа. и До ајде да си идеме и таман фативме, таман да искочиме. Поштавте отров да ја свирите на ислам. И као што беше он клапнат. Аха, Со- се разбуди, да. Ајде да се вратиме ми вика, ајде му викам ќе се вратиме до Ушедли и си бегаме на Хедова после. Да. И значи ве обожава. Баш ми е Така драго, да баш ми е убаво што слушам тоа. реновирам станот, у план имам грамафон. М, Ова да знаеш ќе се пушта редовно дома. Намерно ти го донесов овој албум, ви го донесов, затоа што му кажав и на него пред да почнеме, го имаме Endless Endeavors уште најновиот албум, ама некако мислев дека овој е побитен да го донесам од аспект на појмањам, ете, да ви остане, да го имате. Ово треба да се ураме, бро, само знаеш. Не, Ја би ти предложил едно да купиш уште еден. Така, ово е Добре, да си сигурен стоиш. беше. Живееш Па, се тоа, уствари, трена ти го кажам, нема уште многу станато од ова оригинален пресинг, еве, може На ќе бувљаци правиме го има. репресинг, А а има може и на бувљак, да. Го има. Агнозија го имате? Го имаш? Агнозија не издае на винил, али у размислување сум да ги реиздадам тој и третиот албум Melancholic Machine, пошто гледам дека има интерес. Искрено ја би сакал да ги видам тие албуми на плоча. Агнозија е перфектно продуциран албум, мислам сите се за своето време, тој глупо е што ќе го кажам ова дека е наш, ама едноставно е
out of this world, зборам као за македонска продукција од 2009-та. Споредете со било кој друг албум, онака звучи убиство. Тој и оној на Super X. Чекај. Цртаниот што играат како ја се. Не ми текна кога стигаше, сега сум блокиран. Тука Чекај, негде искочија, тука негде Тоа не искочија. сум јас песната на тој албум со графити бој. Со графити бој, да. Ама тој име ја колку што знам тој у Америка име. Тој име, сакам да кажам, у тоа време спореди ги со сите други албуми, овој Агнозија и тој, Да. со се друго што искочило, ќе видиш дека онака блестинг е продукцијата, како звучи. Да, тоа е кај Валентино Скендеровски у Enterprise. Тогаш се фатив во некој период со него кај што снимаше бендови. Мислам дека сега не И сега што? И сега што се викаше, да. Тој албум, Да, ако ти да. се верува, идев од 3 години на факултет што идев. 3 години ми свиреше Да. на CD у кола. И Да, тој да. албум можам од А до Ш, онака Супер да... албум е тоа, мислам. супер, Одличен да. е, одличен Ја многу е. го сакам Трумано реално, од Super X ми е, И мислам Труман- кој не, така, ама да. Првите 3 албуми на Super Hix им ги знам од А до Ш, песните, значи Да, скроз. да. После и Губиме сега трак што, малце, да. после и сега што после тој албум видише малци Па, и ги види, они одат и ги изгубив на одат на синглови многу поише, Да. знаеш. Ја на пример увек сум бил цаци ми вика, брат, дај бе синглови, ќе правиме и пиња. Викам, не. Албум. Албум, ако треба нека трае 5 години процесот на пишување и продуцирање, нека остане албум. Не сакам тоа. Знаеш, имаше статистика демек луѓе сега слушале синглови, све кул, тоа е као за така, да. Можеби за мојов проект што е Black State што се вика е боле да правам синглови и пиња, пошто е на брза овакво, ама мислам дека онака бендови што се поготово што веќе се етаблирани, да речеме, мора да прават и дале албуми. Да. Кој ти милена песна од новиот почеток? Леле со отров што ми кам. Идеме у кам, пред да идеме на концертов, ја да му купам за на мој нешто и му викам сок сакаш да кој овој го сакаш да му го давам и го гледа вака и се шету кам и се дере. Отров ти ми даде. Викам доставе сега. Тероризира. И па Shit. отров ти ми, абе дај ме му викам ал се смири се. А знаеш што е отров, така? Или не знае, само си пее. Не знам дали знаеш што е отров. Сега знае, ама не знам дали знаеш тогаш што е отров. А и иначе ова таму живеам. И таа ми е една и таа ја знаеше цела и комшиве му се смеа дека има нели дел со комшијата каде што Да. вика леле што песна да ој на памет цела и си сепе викам што му правам. Колку години има? Сега 6 ке правам. 6 години. Нема боја, брат. Не, многу има многу мислам, вајда видим, доста е мелодична музиката, панк рок општо е мелодично и тоа на деца им влијае. Има ранг веројатно до кај еве и по турнир што сум гледал до кај старосната група до кај, да речам од најмали деца до кај максимум, но кај максимум 30 години, максимум. Ти текне натака више или се не знам, сега зборам за порано, сега тие што биле до тогаш 30, сега се 40 плюс. Али има некоја онака, знаеш, на пример, Black State е обратно што го правам, не можат млади луѓе да го слушаат, не им е јасно, чудно им е. Доста постари луѓе кои што ги почитувам ми викаат, да, ова е луѓе као онака. А тие не ми го поштуваат бендот. Ме разбираш, и онака е по старосни групи е вајда. Музички. Многу е тешко мислам да опфатиш сите старосни граници. Сега му се хит Beastie Boys. Фреди Меркјури е сите возрасти. Да. Beastie Boys му е хит сега и има пуштивме, не знам, на местото на MTV некој нов канал музички и имаше и Beastie Boys Beastie Boys, да. ги пуштија
И го гледам, седи оке и се загледа у спотот и го викам, шо викам, ти се свиѓа Рокер тоа? ќе бира. Да. Да бе, викам, ми свиѓа. Добро, викам, ај ќе ти ги пуштам околу. И му ги пуштам и сосема му се легнати. Да. Викам, знаеш, викам, шо сакам, викам, кај тебе и кај брат ти. Шо ми викам? Викам, шо слушате, му викам, шо знаеш да препознаеш, викам, квалитетна музика. Не мора да е рок, не мора да е метал, не мора да е рап. Само да не е Квалитетна. Тоа сум го кажал, не знам дали го кажав на подкаст. Идеме за Нова година, исто екипа од градинка, од нема везе и се слуша овде све и свашта као за Нова година. И поголемиот на мајка му, на жена, вика, мамо, кажи, од музика, од душа ме боли, ми ги кажа. Да, па тоа. Викам, тато, викам, да знаеш, Да, душа да, која те боли, викам, оваква музика. Да. Се случи. Ќе видиш дека годината тај купи ми ваква гитара. На слоб, брат, имам гитара, шо... Ама не тоа е убавото. Не знам. Мене Само да има желба, брат, што сака нека... Фино е да се бави со уметност. Извини, сакаш да кажеш нешто ке. мене омилени песни од новиот почеток, Агнозија, таму живеам, Мојата република Мојата република и супер песна. и не знам зашто последно време нонстоп на репит ми е Булимија. Булимија е Нема да тешка пишувам тешка ствар, да. Не знам, Булимија нешто у последно време цело време ми е на репит. Јас као имам проблем малце со продукциите, например, не знам кога слушам, музички сум многу се сменил, сум напреднал како сакам да звучи нешто и кога ги слушам како песни ми се окей, супер, или например Булимија ден денес тешко ме да слушам, пошто е тешко нешто од мојот живот, али продукциски ми е заебано да ги перцепирам. И тоа вајда е само за тие што прават музика, го имам приметено, а од страна вака не се осеќа тоа. Само да кажам, тој албум мене, например, како е Меланхолик Машин со Булимија ми е малце по, не знам, може боле, може боле да звучи. Се следно прашање, која е бившата од Булимија? Не се шал. Не е битно. Пип. Се шал. А иначе... Златко Гилевски ви беше гостин, Да, така? Да, предходната епизода. Памтиш што сакаш да кажеш, пошто само морам да се натоврзам многу. Идам кај Златко Гилевски у радио и он е Нардвар, го знаете Нардвар? Да, го знаеш. Нардвар копа ствари, ја му викам ти си македонскиот Нардвар. Прв пат бев кај него и многу луѓе кои кај него се чудо, знаеш, се онака не ми јасно од прашањето од кај ги копа информациите или почна да копа моите песни. И ја бев као I can do this. Знаеш, така се осети сега, као со прашањето за Булимија. За бившата. Не е битно. Ќе ти кажам после. Реално, Златко малце си ја направи косата бушао исти ќе ви ти само едно капче му фали. Ама не, Нардвар, не знам како ги копа сите тие работи. Тоа е за мене новинари што као еден од најдобрите музички новинари. И Златко го свака част, го ставам у таа вакво, знаеш. Не е еден од омилени гости Златко. 3 пати технички го имаме. Енциклопедија човекот. Ми више тоа. Ни требаат поише Златко Гилевски. Не требаат. Да. Иначе Марин се зарази со новиот почеток со Агнозија. И не ја кажав меѓу омилени, дека му е више isprocesirana по 100 пати, брат. И више дај нешто друго ме вика. И го намалувавме делот на све упичко материјално курац. Да. Иначе Така со жена ми мораше да компромис, окей, ама тој дел ќе го на добро, вика баш. Има и Кажувам на Цаци и вика добро и на концертот идеме и му вика ама ние овде не намалуваме глас. И баш тој дел го му пее онака и уфаца. Затоа му ги ушите. Му Има го пее. цензурирана верзија за мисли на вакво. На радио? Па за на радио ни бара, да. Да. Мора да имаш. Мора. Много пачки оставив. Нема веза. Да, срамота. Не се гледа.
Што се да те прашам, што ти е некоја најлуда случка од турнеја? Што можеш да Нема раскажеш? шанси да. Некоја интересна е. Милион ствари се, нема. Мислам, супер прашање, ама не сум размислил и друг пат ми го поставиле. Нешто што ќе ти остане за секваш. На млади години, на... Да каже, абе, тоа леле, што следи си таму? Тоа лето. Лето господово. Види, можам да одвојам едно што се повторувало нешто, ама многу е гадно за кажување уживо. Али, замислете го најлошото место на светот кај што може да си легнете да спиете. Замислете нешто најстрашно. Ми имаат раскажувано причи. Полошо, тоа е као некој онакво, сам да кажам се челиџи, што ми се онака некој, прво нешто ми текна на турнеја, идење рандом така, пошто, види, има бендови што идат, например, у хардкор сцена, малце се по-културни, да речем, нас, они имаат и хостел и све. Ова е дното на општеството, пошто ти, како да ти за условите зборам, пошто ти, тоа се секакви ликови кои што, знаете краст панк што е? Имаш Крафт панк? краст. Краст. Краст е као крастери се панкери што се без навреда, мислам, тоа им е животот таков и тоа е сосема окей. Имаш панк, па имаш, не знам, неколку слоеви, па имаш кал под ноктите, па после тоа иде краст. Они се као, например, не се бањаат и слично, кучињата, имаш душек со, смејамо да го кажем, имаш душек со, ајше има влакна од кучиња, добиено од кучиња, со онака повратено, со све онака као до тој степен страшни работи да ги доживееш и да немаш избор. И они као сакаат да живеат така? Да, они као се скроз кул. Или например имаш крастиња, има едно што се вика dumpster food. Као идат, што по мене не е ужасен концепт, ако малце размислиш, колку храна се фрла дневно. Да, многу. И сега покрај сега има малце тука и добра и лоша страна е, сами проценете. Dumpster food, идеш покрај континери и од пазарите све што фрлаат, например јаболково скапало од една страна и сега овој го сече и од другата страна прави нешто со него. Пита од јаболко, да речем. Или патлеџан скапан, пола, така. И они тоа го прават. И ние, например, не сме ни знаеле дека имаме јадено dumpster food. Еве ти, анекдота од турнеја. Сега ми текна рандом, но не ми ни текна. Чекај, малце, типци немаат пари, па... It's a way of life. Живеат It's a way of life. It's a way of life. Така ќе живеам, така ми е интересно и тоа е тоа. И сега една работа што например не ми се свиела кај такви некои, да речеме, не знам како да го пренесам без да, значи, зима, например, анархисти, живеат у комуни, така надвор од државата. Они се надвор од системот, ги нема на мапа, никој не ги знае, ама зимаат пари од државата и фактички преживуваат као така, као некако така, и јадат гомна за системот. Ама зимаат пари од системот. Да. И сега, ова се категории на ликови што ги сретнуваш по пат. Има нормално и... Например, Германија е многу културна, брат. Германија, например, идеш сейф, имаш fucking бургер, имаш културно место, вака као изгледа као место културно за свирење, имаш нереални човечки услови, имаш културни. Ти текна Швајцарија, например, Германија, не знам, Чешка, Франција, Шпанија, Италија, така малце има сумљиви места. И еве, тие се вака некои први работи, обично ми текна прво на лоши работи, извини. Нешто што ќе опамтам добро е вајда кога идеш у некое мали места, например, ги свириш, мали селца. И те знаат. Да, например, си избацува, пак ќе го кажам Вилинген, Швенинген, но ми е јако дека е мало место у Германија, никој не го знае. И си избацува лик и ја пее на македонски агнозија. Тоа е нешто за паметење. Ја знам прича. Тоа е да. Ја знаеш прича? Тоа е да.
Тоа сварно. Да седнам да гледам слики по турне, ако саш нека ти ја направиме тоа, можам да ти Апсолутно, тоа кажам многу 100 се вакви глупости што си имаат десано, мислам, А можеш да добри и го лоши. познаеш како типот на слика да кажеш овоето што ја пееше да гнозира. Нема шанса го познавам, ама може да имаме слика со него, пошто имаш слики секој ден пред бубањ со цела екипа, тие се најаки. И може да го познам кој бил, да. Пример. Да. Плиз, некогаш, плиз. Јас сум Многу јако. фан на роварење на слики. Многу јако. На Да се копање. договориме некако ќе се слободиш со деца со едно со друго, да дојдеме и само да вртиме. Да. Дури не мора да ми раскажеш, јас сакам само да ги гледам. Може, Само може. сакам да ги гледам сликите. Може, ми се свија идеја. Со баба ми пред некоја недела седнуваме и ми вика, бе чекај, најдов некои слики стари. Она која била млада, 1960 години, црно-бели. Она девојче. Како те гледам ми се пријади ме. Земи се она можда. девојче, црно-бели слики од дедо ми у војска со како се кажа, со петокраки на глава со свој викам, леле какви слики. И затоа сум фанатик по роварење на слики едноставно и фантазија. Јас имам слики со дедо ми кој бил на времето Бурма. Сега Мјанмар. Така се Мјанмар. Нормално, да. I'm good at geography. Он бил у Бурма. Он отишол, баба ми останала трудна и мајка ми ја нема видено до 2 години. И какви слики Какви, да, има да, таму, да. тоа е National фантазија. Geographic, Да. а со апаратот нагав со црно-бела слика. Ја ќе предложев пауза. ЕПП. Ако сакаш ти пауза. Не па, цигара, мигара. Ако може ова, јас. Да. Дечки, само сега се зборам. Само се зборам без 42 кој што повторно не го обезбеди овој прекрасен простор за да може да снимаме и ваква прекрасна епизода со фронтменот на новиот почеток на новиот млад бенд од Македонија. Само се заблагодарам на бендов Лумке кој што ги прават најубавите мали бендот тортички кои што може ги порачате од 3 до 4 работни денови и служат за 24 лица само со скенирање на QR кодовите кои што се наоѓаат на вашата лева и десна страна. Само се благодарам на Goblin Games, најголемата најаваата продавница за друштвени игри, се останато што може да се најде во Гобле, кој што на 5 април слава 25 години во лабораториум и дојдете на добра журка. Само се благодарам на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull им даваат крилја и само се благодарам на гитаристот од новиот почеток Цацко и Fat Kitchen кои што и овој пат не напунија со добра храна, со вегански опции, така да дечки идеме на ЕПП. И свраќаме назад во студиото. Мојата температура е 16 степени. А снимаме, а? Фиц, ушемаца неколку прашања за новиот почеток. Специфично ме интересира нешто за неостварената турнеја во Јапан. Кога се розовски сте биле, брат? Chinese democracy, Japanese democracy. Па нема везе, тоа е у принцип тоа што ти зборев тие години кои идевме по Европа и некако природно си доаѓа поканите и све. И влеговме у таа некоја, како да кажам, са мрежа, не е мрежа баш тоа збор може, ама слушаа луѓе нели од надвор онака за бендов. И добивме понуда, сум го кажал и ова исто дека понудата ни беше као тоа беше еден лик кој што правеше концерти у тоа време низ 6-7 градови таму и као буквално ни пиша као ајде као да го направиме ја и кај утнавме таа работа реално покасно сватив ја после влегов да го правиме англискиот таму и све тоа и сватив дека уствари он го занимало македонскиот новиот почеток како бенд пошто мислам таму реално можеш да отидеш и на кажи некој јазик е рандом македонски и може да им биде кул и дури да имаш и вистински фанови зборам као онака иако си тотално пошто тоа има ни чиста екзотика вајда како што мене ми е екзотика Тајланд на пример и тоа е едноставно за нив нешто као кај е ова шо кој е овој јазик и реално ние као ајде чекај ќе правиме се англиски албум она и после ти раскажав веќе што све се испози со англискиот албум. За после 3 години кога му пишавме он више рече као не рече дека не е заинтересиран, као дека не е правил концерти баш многу. Иначе баш го проверував ликов скоро и сега веќе прави на многу големи бендови амерички што се панк рок у Јапан.
Да, и као али никад не знаеш. Мислам, нови бендови како Foo Fighters, Metallica. Па не, така, Како нови од почеток. Да, мали нови бендови. Да, нови бендови, да. Не, прави на такви као, не знам, Leg Wagon, поема немам, некоја средна, еве, не, или добра, понакај висока ваква на панк рок, да речам, големи бендови таа сцена. Така да, јеби го, мислам, тоа е тоа што се деси. За мене, светот е многу отворен, само треба да си, мислам, тоа е така, не само музика која сакаш сцена, треба да си насочен на така да сакаш нешто да направиш, ќе ти се отворат шансите едноставно. И пак ќе кажам, ние едноставно удривме еден лимит со англиски, со македонските песни по Европа и само сакаме да идеме понатаму, затоа што и сами знаеме дека еве на пример ние у МКЦ задниот албум што го промовиравме 2023 Endless Endeavors, имавме некој, не знам, 700 луѓе се може, некоја бројка така беше и тоа е за бенд како нас толку е, знаеш. Бернес пропаганда има 1000 луѓе максимум имале. Или не знам, ние сме имале на времето у Кастро 500-600 луѓе на првите два албуми и колку над тоа реално може да иде така, поише од 1000 луѓе да соверш. Мислам дека не знам. Едни Супер Икс што се сеќавам ја 2004 година трет пат ги спомнувам денес, кај си бе Пеце. Треба и Пеце да. Треба го повикат за треба Пеце, да. 2004 се сеќавам, многу смешна анекдота ова дека падна фустаница за нешто. Леле. Вечерта и утре дента бев на Супер Икс концерт, по таа памтам вечерта на Супер Икс, да. Многу бев млад. И отидовме Се уште си? фала. Отидовме на Супер Икс и Супер Икс го полнеа саем. Да. А сега да, е нешто да, различна ситуацијата, знаеш. да. Сакам да кажам, еден од малкуте бендови кај што е, колку може да има тоа што луѓе 2000 као. Толку? Колку е поише, колку е максимум. Така да нели како артист сакаш да идеш, логично да сакаш да идеш подалеку и поише да. Знаеш, ние малце се ограничуваме со тоа и со као супер е да твориш на својот јазик и се, ама као ако имаш шанси да направиш нешто повеќе, нели би направил као зашо да се лимитираш? Фиса, шо мислиш, зашто е така? Пошто ја, например, на Масива тек година, отесовани колку луѓе имаше на стадион Арама. Мислам, окей, Масива тек се стварно популарни, ама зашто сите тие не поштуваат македонски производ? Многу добро прашање. Многу добро прашање. Кога ќе видиш дека да, ќе дојде некој бенд, знаеш како, има некоја, како да наречам, маса на луѓе, што јас сум работел, да речем, имам работено у Password Production, што беше Lithium Records, уште се викаше така. И тогаш многу убаво ги сватив овие работи. Значи има една маса на луѓе која што оди годишно само на таксират, пиволенд, 1 април искача се маскира, кажеш душе нова година, бела ноќ, бела ноќ, обавезно. Тие се фестивалеве, не знам, Скопје, Коленка едно друго. и познавам некои луѓе кои што влагаат у овакво и многу пати имам правено со овие луѓе као тој концерт има некако не можам да сватам не што може да е ја ве прашам што може да е моментот да овие луѓе идат само на тоа кај што имаш бендови, имаш нешто така рок н рол, не е битна електроника, не доаѓаш на концерт на кажи некој бенд, не знам, My Tear. Почеток. Да. Као не разбирам. А цените на карта се онака разлика ден и ноќ. Масива тек, не знам, 3000, новиот почеток, 10 евра, 20 евра, небитно. У 20 евра ќе бевме до сега, да. Не знам, немам одговор на ова искрено. Може би некогаш збориме со моите другари од други бендови кои што сме генерација и слично, дека може би не сме направиле доволно за ние да створиме повеќе маса на луѓе од типот на да повлечеме поише народ, пошто глеј, на крај на денот турбо фолкот, како се вика тоа, креира нови, разбираш, пошто да се ставиме во ситуација да не постоеше, така? Луѓево евентуално ќе требаше да слушаат некоја музика. Вајда ќе слушаат некоја поп музика. Така ќе беше како да живееш у Берлин негде, не се underground, ама знаат Ед Ширан нешто сваѓаш. Веројатно ќе и у тој случај вајда појма нема, може ќе имаше поише простор за да се шири алтернативна музика, немам. Замисли колку би било добро да е така, да не постои турбо фолк.
ке мора, Не, гледај, Да, има ќе места чујат. кај што не постои турбо фолк, така да. па не постои турфолк, слушаат да речеме EDM, слушаат поп модерен некој, има супер поп музика, еве тоа кажам, има супер поп музика за ние 15 години. Кај нас, знаеш, многу ги, тоа ми беше зборот, регрутира турбофолкот луѓето кои што се незаинтересирани, односно кои што се неутрални. Да, ме свега што ме Така, кажам, така, да, оне не се замара со музика, ама ако пошто тоа е најдостапно, највише околу него, оно што кај искачал кафању средно и секаде било тоа е брат. И он тоа го знае. И ние не сме направиле доволно за повеќе луѓе да привлече МКЦ или не знам што ти текне да привлече наставно маса на луѓе. И на крај на денот пак ја кажам, не можеме и ние што свириме да правиме само тоа, тоа треба да бидат и други луѓе чинители на сцената. Така да Се да преминем Тоа на една интересна тема која што за тебе може и маце е поболна, ама сепак убава. Земјотрес. немој песните, добро, да. Земјотрес. Ајде да почнеме од почеток, па ќе отидеме Ако, да, до крајот, ако може така да се каже. да. Што беше земјотрес за тебе, специфично што беше земјотрес? Види, земјотрес уште постои. Моментално правиме прв пат нешто, не е прв пат, трет пат е, надвор од Скопје, некој друг формат, како еден вид на оф земјотрес. Може додека искочи подкастов веќе и ќе биде објавено. Ураган. Да, Ураган. ураган, не земјотрес, ама како некоја оф верзија, затоа што во Скопје се тешки условите за тоа се деси. Инаку за мене фестивалот е место каде што платформа, иако не ми се свија нешто новото избора, да речам платформа, кај што се сретнуваат генерации на различни музичари од различни генерации, сите жанрови на алтернативната музика и пред се што е најново. Пошто мене на пример како куратор на програмата да речам, увек ме занимало што има ново, така локално, и тоа е фестивал на нова македонска музика. И некои ликови кои што не го сваќаат концептот на земјотрес, знам дека ќе се пронајдат тие што живеат у некое време на рокфест и оваква, мислам, супер рокфест било пред 20 години, поп рокфест пред 30 години. Треба да сватат, да, пред 40, 50, 150 години, треба да сватат дека земјотрес е едноставно новиот рокфест, новиот бранд на македонска музика. Барем така беше до сега 13 години до лани. И е многу битен за градов, пошто искрено ќе ви кажам, јас од како и многу други работи ова нели музика ги правам многу ентузијастички, безрезервно сакам да кажам. Поентата е дека ствара нешто ново и му е потребно да постои. Така да фестивалот е независен и немал никад спонзори, немал никад supporters, као не знам, не сме имале Министерство за култура, што е окей, треба да има, ама овој сме решили да го задржиме така, зашто има некоја убавина од тоа, знаеш, кога ќе му савиш на било кој, отворете ги сите можни што се на земјотрес од 13 години артисти и на секој, пошто се знаеме ние сите што свириме, ќе му савиш и му кажеш брат, правам земјотрес, тој датум е, тука ли сте, сакате ли да наставите? Викаат да, зашто тоа е комјунитито. Ми се чини дека ако влезат веќе некои други, знаеш, макар и мали пари, може да се, знаеш, расплини работата на чекај сега, имате ова, она, окей, да го држиме вака, додека можеме. Ама као што гледаме како идат работите, малце станува треба да си мазохист, буквално да идеш, знаеш, потешко и потешко ти станува и да продолжиш да го правиш, пошто задние години беа многу тешки. И не знам, ми избега мислата, али да, тоа е, вајда, дека ентузијастички го правиме и е битен и дека треба да, тоа сега кажам, фестивалот е од билетите. Колку билети има, таму се покрива све. Лани, за жал и
публиката беше дел од проблемот. Не сакам да карам публиката, ама сакам да кажам дека многу луѓе што останаа дома лани не дојдоа на земјотрес, пошто беше единствениот не толку посетуван, допринесе во големата слика на страната што се случува. Али нивната влезница за земјотрес е директна инвестиција у тој што свири на сцена, буквално, или техничарот што работи. И кога ќе осватиме ние тоа, ќе имаме и фестивал и други работи. Ова е лудило иначе да го правиш, ако нема нешто. Си кажеш зашо го правам ова? Па поле ќе правам нешто друго денес, свеш. Зашо многу енергија. Земјотрес за мене е онака дефиниција за нов артист кој што сака да се представи со нешто ново што прв пат го представува, му даваш платформа како МКЦ кај што ајде да кажеме не е толку лесно да дојдеш, ама и не е тешко, ама не е ни лесно да дојдеш да настапуваш во МКЦ. Се представуваш пред толку луѓе, пред толку нова публика што треба да те запознае и знаеш, да не ти е ни мера да дојдеш на фестивал. Ја, например, лани специфично отидов на Земјотрес ради фантастичните дизајни кои што ги имаше за промоција на фестивалот. Мене Тоа те привлекло, да. Тоа ми беше мене главната причина зашто отидов. Не знаев пола, сите ми беа нови артисти. Па добро, ма тоа е окей. Апсолутно, да, Да тоа те сакам да кажам. изненади. И многу ме изненадија. Се не можам да сетам точно кој, ама имаше неколку луѓе што вау, онака Да, фасцинација ми беа. И утрото сите кога станавме на 6 февруари, кога ја прочитавме веста за одложувањето, беше као Да, знам. онака. Чекај, се одложи поради тие причини Па не, поише причини се тука. Тука може да прочитате, има објава официјално од Земјотрес у 10 карузел постче од 10 слайда. Може да ги прочитаат у детали причините и зашто нема Земјотрес годинава. Вака ќе кажам само дека срањето е од политика, од горе, колку и да не сакаме да го признаеме, од градот Скопје, се прелева на институцијата се прелева надоле и тука плюс луѓето од околу која нема да, знаеш, ќе се исклучат, веќе сваќаш дека од сите страни ова е шо правиме. Зашо лани беше многу стресно да се издржи фестивалот 2 месеци претходно и беше стресно да се издржи дента. Ништо вода пуштија. Мисле дека за Стварно ураган ќе се деси. Да не е Земјотрес. ништо страшно. Да. Чекај, пар 2. Готово. Се шета на сите страни. Вода. Хорор филм на... Добро. Секој епизод се дешава нешто. Можно ли е да го очекува нешто земјотрес, ама да е летна сцена? Сме зборели за тоа. Види, треба некако да се осмисли да има финансиска логика да се одржи, зашто све многу кошта и од година во година све кошта, као на пример Тонец 4 пати поише кошта од кога коштал од 2012 првиот кој ја направи или 12, да 12. Сваќаш, значи секој овакво кошта повеќе. Картата на Земјотрес, кога го концепиравме, беше да држиме ниско. Зашо, брат? Зашо млади луѓе треба да дојат? Младите луѓе можеби не им е така, тебе може не ти е проблем 500, 1500 да даеш за фестивал, него може му е проблем, ние се збориме со луѓе и гледаш да држиш ниско картата, символични хонорарите, сите свират по 20-30 минути, као некој шоукейс пред шоукейс фестивалите, пред што ги измислиат после, и трошоците се онака биле на минимум све, сега некако растат, артистите за жал, хонорарите стагнираат малце, ама како да ти кажам, еден LED скрин кошта да го изренташ, не знам дали сега да не кажам бројки, така, Знам, прилика, ама озвучење, сериозни се. да. Да не правам муавет дека се мора да дорентуваш у МКЦ. треба. Така да, онака, тешко е да се изведе. И сме мислеле на летни варијанти, ќе кажам сега, овој ќе биде некоја различна варијанта, многу помала по онака колку да се одбележи од друг град и ако најдеме начин во наредните години, ја многу сакам да продолжи стварно.
луѓето сретнуваат на улицата и кажат, брат, како бе нема да има, као... Онака си викам, да, јас сакам да има, ама едноставно не можам да си го правам ова на себе, знаеш. Ако гледаш дека све е против тебе, треба да си луд да го правиш. Така да се надеваме дека некои работи ќе се сменат, така може ќе се подобри ситуацијата у институцијава што ја споменуваме, може ќе ни дадат сутра, не знам, у двор да правиме позади кај што здраво млади, кај што беше исто. И тој фестивал беше па не беше па така, мислам он Што се дешава за здраво? па се одржува, ама исто без со многу малце пари го прават, се помалци Имаше помалци. протести да го зачуваме нешто како беше. Тоа беше за МКЦ. МКЦ Да го зачуваме МКЦ. Да Whatever, како обуштиме и да беше. МКЦ. Не, тоа беше за ГТЦ. За МПЦ. Да се помолиме пред Да се помолим. Појма не. Како и да е тешка тема, а спомна нешто надвор од град нешто? Надвор од главниот град. Надвор од град. Дали тоа би било дојран? Не, тоа ќе го ставиме на двата Д фестивали да се Да се договорат. Трета ако правиме таму више too much ќе биде. кој ќе биде до фестивалу дојран. Тоа ми е тотална конфузија, искрено некам не знам што се дешавало, ама не ми е баш јасно. Овие Не, си одат, овие викаат, сега и ние ќе правиме Д фестивал, и ние ќе правиме, кој е Д фестивал, ствари. Не, оваа година ќе нема Д фестивалу дојран. Значи, дојранскиот Д фестивал ќе го нема. Да, Мгм. ќе го има штипскиот, да. Значи, Ш фестивал. Ш фестивал. Тоа не ми е окей. Се сменил град, Да бе, да. немам ништо против. Ама смени го името, човек. Не, па сменето е ТХЕ фестивал. Ама пак е Д. Не знам, пасворд увек имале со имињата малце така, не знам. Password Production, затоа што login at password. Еве поздрав и да логин. Да. Тоа ме беше ме. Смени го барем името. Кажи, до овде беше. Да. Значи ова си е Д фестивал. Ова у Штип ќе се Ребрендирај вика, го, да, да. Не знам, фестивал, нека се вика. Да. Швест. Ама, ето. Сега да прашам, значи, колку време си ти на сценава? Што имаш све направено? И со нови почетоки, и со дизајни, и со сите тие работи. И толку се фураме на моментот, ајде ке градиме култура и не сака да ти приде тебе лично, да ти кажат, еве ти финанси да градиме нови артисти, нови бендови. Баш така. Баш тоа се деша. Ајде, окей, супер за сите до сега што биле стари, супер, све хитови, ама чекај па ќе умрат они, а што ќе правиме со млади? Па Значи, мене тие работи ме нервираат од аспект што толку имаш направено и не сакаат да ти придат тебе лично, да ти кажат Фиц, брат, значи 25 години правите новиот почеток, 13 години земи од 30, не знам, едно друго дизајн и све фураш. И треба ти да одиш таму здраво, јас сум Фиц, го баш правам така, баш тоа. ова што го кажуваш се деша. Треба ја идам да се докажам кој сум и шо сум и да им кажувам дека мислам Има ли пари моментално- овде, па не знам што, па дечки дај да го направиме, па ќе има пари. Не ни за пари, едноставно е некое лудило таму сега, моментално и општо секаде има некое лудило, не знам како да кажам. Ќе се докажувам до 25 години, ако се не можеш да препознаеш, не знам. Види, сите тие ликови што ги репрезентираат институциите, треба да се таму за да ги репрезентираат институциите на крајот на денот и народот и тие луѓе што идат во тоа место. Ме сваѓаш? Не можеш ти, мислам, тоа е поентата на кој да е одговорен на некое место, не можеш ти твоите лични Да. овакво. Па дојди види кои се, што се, како се луѓето, како да ти кажам. Ако ние тројца што го имаме основано од земјотрес, не сме заслужиле да добиваме услови, онда кој е заслужен да добива услови без... Ја мислам дека треба да биде отворено за сите, и таму и на други места. Така ти си артист, или не знам, има, знаете дека има културни центри од држава, има културни, дом на млади, Штип има дом на млади, не знам, ево Кисела вода има нешто. Ја не знам, у Карпаш нема, например. Сега, секој треба својата оваква да проба да направи нешто, нели?
Не разбирам. Од друга страна мислам како и да треба да им бидат отворени вратите на луѓето кои сакаат и да се непознати. Дај му шанса, нека не направи добро, нека така има тројца луѓе. Втор пат дај му, вториот пат ако има тројца луѓе, веќе не, значи не може нешто да направи. Така ма треба да е отворено. Исто така немаме приватни клубови, немаме ништо во моментов. Свесни сте дека Тоа сакав да те прашам пред кога го спомна Кастро. Колку беше Кастро значено за андерграунд сцената во Македонија. Кастро имам, не знам, остајано с коски. не коски. дете таму имаш можеш да забрајано. ме склопиш таму, брат, као човек еден оваков од мене напречу, Кастро. Колку се битни местата као Кастро што беа за андерграунд сцената во Македонија. Многу се битни. Ја мислам дека цело време има некоја вака кнашка варира. Накај од 2000-ти беа постоја клубчиња, постоја места, имаше каде се направи концерт. После од 2010-11 некаде све се пребаци у МКЦ. Сега веројатно пак мора да се деси нешто, да се отворат некои места затоа што евентуално бендовиве и артистите треба некаде да се изразуваат, да творат и слично. Лабораториум е сега нешто Да. така по-ново. За пред старото лабораториум беше баш си имаше и бина и све. Но не знам за концерти ги тргат ли масите? Да, ама нема добра бина. Свирав сега со Да бе, сега имаш Тимов- лабораториум. да. Да. Дел сум од еден бенд исто нема лабаво се вика Temporarily што би се рекло. И свиравме се у лабораториум. Смена ми е супер лабораториум. Океј, као знаеш има таму си створи некоја своја, па би рекол многу деца од МКЦ млади, кои кажам деца, се префрлија таму и кога ќе отидеш можеш да видиш луѓе геймаат, си текнат, читаат книги, си работат као работилници си прават. Тоа што fucking требаше институцијата да го прави државна и други институции, тоа моментално се дешава едино можеби таму, не знам може уште на некој место у некои други сфери. Ама не знам, мене ми е окей просторот, окей се луѓе, све имаше концертче, беничката е онака окей, скромна, не е нешто Малецка, лудило, малецка е, али е добро место, знаеш. И сад таму, например, немаш фестивал као Земјотрес или као немаш да правиш, ти треба нешто масивно да го поддржи тоа, тој концепт. Имаш 3 стејџи, имаш 25 артисти, имаш маса на народ од 2000 луѓе, не можеш да кај ќе го сместиш, тоа немаш каде да го сместиш. Да постоеше саем. Па да, реално да постоеше нешто како саем, ќе беше исто окей. Борис Трајковски едино, ама Тоа ми е некако мене многу лименка и више next level таму, знаеш, кој настапува, некако е Дури народно. све и свашта, што е спортска сала, глупости. А као што кажам, нема некој место каде што би можел 3 стејџа да ставиш и тако, освен Нема, Борис нема. Трајковски. Нема логистика за да го Како ги изведеш. поделиш? Има, не, се правило се на прави. таксират, има 3 стејџа у Борис, има Се мала прави, се сала, прави, се голема прави. сала, Не знам за тоа, добро. има низ ходници си идеш и од една сала у друга благаш. Саем. Пак ќе кажам, премногу фали. тоа е концептот на таксирате поише бизнис, мислам, поише music industry, тоа степак. Да. Иде на масивност, иде на големи артисти, другачие организирано. Ова е мал, сака да биде голем фестивал со скромен мал, ама така, како да го наречем. Не бе, за мене лично саем многу фали, толку сали едно друго. Сме правиле муавети, сите ги имаме идеи комикон да направиме едно друго. Кај ќе го направиме комикон? Јанес толку- Сандански. Ама сакам да ти кажам со сали, да една сала да биде гейминг сала, друга сала да биде не знам што. Се во Белград се прави Урусаикон, поише за јапонска култура, како се кажа сала центар, не знам сега како се вика, и поделено е на многу посебни сали организирани за одредени работи од јапонски култури и такви ствари. И е многу јако. Кај нас нема. МКЦ е супер место, Да, ама нема, да. Не, ја имам идеја за тоа вид на комикон што го збори за Борис Трајковски и го имам и визуализирано. Чекај за гейминг настанов што е еднаш годишно, тоа со А1 беше така? Да. Геймфест, да, не, ова Да, го Геймфест. збориме
Комикон саве уедно, филмови, гейминг, стрипови, музика, све тоа да е во као еден као гик Да бе, да. Ќе фестивал. биде јако. Цел ден гиковски работи, на крај вечерта свират новиот пушек. Ако правите нешто такво, Надзор. викнете. Иначе ја геймам, ако сакаш нешто можеш за тоа правам моја. Немојте да не украдете идејата, ќе го Да. блипнам ова. И тако ќе биде јако. Никад на крај. Тоа е таа. Правиме нешто. Преска нешто тренувам збориш за гейминг? Не, нека дека ако сакате може нешто и за гейминг да правам Ќе моја. правиме, ајде, може. Најболи Играш, игри. геймаш. Да геймам. Што Ја геймаш? реално единственото време кога не правам нешто, па што правам многу работи во исто време. И јас сум го имам тој проблем. Да, не гледам серии, баш не гледам многу филмови во последниве години, немам време. Единствено олабавување ми е со гейминг. Задниве години и пол сум многу заглавен на Overwatch. Па сега Па може и секој ден. Сега дури умре затоа. А? Сега ја чекаш да умре полека и Overwatch? да. Зашо да умре? Не, се враќа, добре. Не За бе, малце ќе умреш. и па не, види, ја имам фатано кој искаше пред 10 години. Тогаш нешто не ја влегов овакво. Не знам зашо задниве 2 години Што е тен беспатно. вајда па ше бесплатно се навлеков многу брзо на овакво, како да ти кажам, за 3 дена влегов и да, бесплатно вајда. Чекај, на PC ја геймаш или на Па PlayStation? играм на Sony реално, али Убро. цел живот, да, храбро. Али Храбро. гледај, цел живот играм која имав PC пошто пребацен на Mac више 15 години, која играв игрици, играв само first person, строго first person ствари, онака тен бев обседнат. После кога се пребацив на Mac малце престанав пар години, многу ми зафали, се пребацив на Sony. И на Sony first person шутери не се баш тоа, ама има окей, еве. Doom, Да. Wolfenstein, не знам. Да, ама има. ја со контролери, со FPS проблеми. Знам, ама еве на пример ја ако ти кажам дека сега сум Gold на Overwatch со контролер, влагаш после извесно Браво. време. На почетокот многу ми беше зезнато, ама влагаш и онака апсолутно е друго искуството, али ми се, знаеш како? Цел ден седиш на столче работиш, да речеме така на Да. овакво козинесот на ова Така. не се спореда и само ради тој момент, Ја свегаш. цел живот бев нешто PC Master Race, едно друго, гейминг, не можам више да геймам на компјутер. Не можеш да ги имаш на компјутер, да. Не можам више, Да. пошто порано не работев толку. Па Сега тоа е, работа ми тоа е. дизајн, Се и исто, монтажа, да. и кој све шта. Точно И пак тоа. да уште да геймам, нема шанса. Не можеш, истото, Не можам. истото, да. Порано можев, и затоа бев ПЦ, никакви конзоли, едно друго, ама сега ми е многу И поразлично. ти го имаш победничкото столче. Знаеш ли колку е добро, брат? Да ти кажам, За, што да, кажа да, ти, да, да, за да. кози да се седна Да, пред да, телевизор. многу добро. Ја Значи, фотелја- нема ја фотелја боле, си- брат. Ја фотелја си имам онаква убава. Кожна. Ова е да, врвно. да, да. И свети овде, не ти треба ни масичка, не ни ти ништо, треба ништо, свети е да. на Предобро. земја. Врв, Ама врв. ти Overwatch играш ради Дончич. Знаеш дека Дончич игра многу Overwatch? Има едно многу легендарно видео со Лука Дончич. Некој дечко и си игра Overwatch и му се паја со некој лик. И спрашува, шо си, кај си, шо правиш? Да бе, баскет играм. Браво, шо играш? Тоа сега кажам спортиста? Да. Пошто сум ретардиран за спорт, извинете. НБА. Добро, окей. Заглавен сум у 91 Не, ја НБА. Джордан. Да, да. Джордан Не, ја ништо не разбирам спорт, само ги знам мимињата. Добро, да, окей. И шо беше како преш, играм кошарка професионално. Супер, абе, на кој тим си? Му вика, па Маврикс. И му вика, Дончич? Yeah, it's me. Освен Overwatch, нешто, кој жар на игрите? Па тоа ФПС сакам, да, тоа ти спомнав, да. Привлекува. Не знам што играв Хорори, заднјот. Titanfall нешто играв, играш? играв Warface. Warface исто фри игрица, сега ќе ја скинат, иначе беше украинско-руска. И вајда ради тоа ќе ја скинат поема, немам како Никој не објавија. ја игра. М? Никој не ја игра. Не играв, стварно, ја као онака ептени влегов психопатски, онака лудачки ја играв исто и таа. Нема голема публика за тоа. Нема вајда, да. Тоа играв последно, не знам што играв. Си фан на Cyberpunk искрено 2 години ја влечам. Добро, нели такви мејнстрим се срамота зборам Red Dead Redemption, Cyberpunk све, ама исто За влечење за тие. за влечење се, да. Resident Evil Village.
Слабо со хорори некако, да, треба да си дам шанс. Оу. Да. Ау, треба. дека е Не ФПС, било, да, дека е да, може. Ама и онаква е заебана. Зебана, да. Тоа ми треба. Заебана е. Таа ја почнав да играм дома и ја оставив и не ја оставив, ми ја дадоа Space Marines 2 Warhammer и сега со еден меч со моторна пила на него, бубачки и the best. пепел правам. Не, да е Space Marines. Кога сме хорори, ја не ич не сакам хорори, дури не филмови не кем хорори. Да. Вчера го гледав овој Weapons. Добар е? Нека многу го фалат, брат. На почеток е многу страшно. Значи на почеток морница ме ваза, после ми беше као малку кашла, ама окей. Не е добар, ама окей. Не ми се свиѓа. Ја многу сакам поготово ја хорори игри, не знам зашто ми се легнати човече. Ако бе добро е тоа, адреналин те Не, пука пичка цело сум време. за хорори, нема. И што е најјакото кај мене, навечер ја не ги играм дека немам каде да ги играм, а преку ден додека децава си у градинка, жена ми е на работа, јас со работа сум полабав и тогаш ги играм. И на никој нема јасно добро вика која играш. Да, да. Ама ако сакам играм си наоѓам време. Едно време плеката под мишка ја носев у гаража. Ги имавте другарски? Најбри. Mortal Kombat 11 сега задња последна сме с Helldivers. Injustice. Helldivers Не, сам. пукавме навечер, значи само пишуваат ајде ќе играме, ја на жена ми правам отидов, плеката под мишка, доле се пуштав и играв на хотспот. Аха. Дека мораше на интернет, хотспот Стресно да не падне нето. Те разбирам, не. те разбирам. Не Ако сме ти да се- падне Ако ти се верува, ако ти се верува дека не ми сецна Телеком? нето, ајде, Да. не ми сецна, Треба да им го спонзорирате видео. ама ја Ајде, брзна на 5G кабелев мрежа. на тетеринг. Аха. Тетеринг, уште појако. Нема да. Тетеринг, ја викам господне. Тетеринг се пуштив тап и не, значи, не Да. сецна игра, викам браво. Топ. И што е најбитно, не ми влечеше многу интернет. Па вајде нешто оптимизирани се, ја гледам Не ми влечеше. на Overwatch гледам пуштано latency-то доле да го гледам дека е на 50-60 милисекунди цело време. Поема немам како успеваат да ги направат сите тие ресурси да ги лоуда. Као Не знам. немам поема, али да. Сега се враќа до Overwatch. После колку години од двојкава официјално Официјално е донесуваат синглплеер и све што ветја. Да. Пошто си отиде главниот креатор на Overwatch, додуши имаше Tell me more. 6 саат подкаст имаше кај е многу познат подкастер, ги кажуваше сите тајни во Blizzard во компанијата, што Предобро. било, како не било, што требало да биде, како не требало да биде сите тие работи. И од кога си отишол вон, сватиле малце како треба да се прави играта, затоа Overwatch 2 на почеток сите ја замразија, пошто све што им беше ветано не добија, значи не добија ни синглплеер, не добија ни Ги ништо. тргале стварите, не Да, знам, да, лутбокс с такви ствари. Апсолутно само Па сега све се враќа, да. да, само скинови им дадоа. Во тоа време колешки масирале на работа, тоа не е битно во компанијата и официјално се враќаат на некоја си сезона 1 поново ќе им се вика. Да, бе, да. Со тие црвените како се викаше. Не знам, мене ми е Overwatch има многу добра прича за себе. Не знам кесот која излезе, тоа синематиците со Генджи, со Ханзос, тоа беше језиво, онака од многу аспекти ми е многу доразборам, не знам, као дизајнот на играта, знаеш, као полишт се сите карактери, знаеш, све е некако многу полишт. Да. И си викам колку луѓе работат ка 2500 Blizzard, мислам дека. Да. Поминав иначе, Ирвайн беше така. Имам помината од таму. Лани бев низ Калифорнија тура и баш поминав ми кажаа дека тука ни доблизина многу јако. Не смеш да влезеш, но мислам можеш од дворот Па не, да, да прочиташ. наследно. Од дворот имаат огромна статуа од овој Трау од Warcraft.
Мене ми е сон да само да видам како е, што се дешава, иако моментално Blizzard се најдаун што можат, ама да се здрави и живи. Нишо, имам, тоа Марио ми го пиша, ја не знаев, панкот не е мртов. The movie. Да. Панко не е. Или дека Панк is dead, сега. D-A-D, татко. Punk is dead. За панкот не е мртов, Марио ми пиша дека ти уствари си ги свирал. Тоа е музика на друг композитор, ние само свиравме и тоа го има на Википедија и пар други ствари што се многу мал као нешто као 1% у целата прича за новиот почеток. Пошто имам и други ствари така правени за не знам што беше, не би текна. Имаме учествувани у други такви проекти. Скопско агнозија. Да, Тој со цаци го зборевме. Ја имаше за Некој реклами. беше со тоа, јас средно стојам на автобуска и тогаш на автобуски почна монитори со се звуци со за све. И како чекам автобусот, што сакам да им покажам на светот, да кажам, тоа беше. Гледаш, стварно водило. Стигало до луѓе кои што веројатно сега не зборам за некои луѓе кои што ја чуле, ја знаат веројатно таа песна највише по рекламата. Што нели ние ја продадовме за реклама таа песна. Сакам да кажам, Ја срам бе. да, како Rage Кај Against се the парите бе? Или еден од моите омилени бендови Refused свирале у 90-ти, завршиле на крај на 90-ти, неславно, они кога се распаднале, албумот им станал мега ту топ 10 панк албуми на сите времења и овие се сиромашни си живеат скроз друго прават. И у 2015-та мислам дека Coachella ги вика да свират за не знам дали беше милион или пола милион нешто, не знам, некоја сума луда. И као Capitalism reunites punk bands, anti-capitalist bands као. Ама на крај на денот, ова е многу добра тема за дискусија, иначе на крај на денот дали тоа раѓа повеќе луѓе кои што да речеме тие некои опасни идеи им се свигаат. Сам да кажам, Агнозија критикува многу работи како песна. И дошла преку рекламава на корпорација во Македонија, стигнала до поголема маса и критично мисла, како да кажам, песната. Ме свегаш? Многу е ова деликатно, онака, дали треба или не треба меѓу луѓе кои што се бават со ваква музика, ама е, не знам, мислам, може да се развие ептен дискусија. Може да си направам подкаст да збориме за Агнозија. Агнозија не, општо за зборање против системот или нешто што не чини, а во исто време користење на некои инструменти на системот за да стигнеш до повеќе луѓе, за да кењаш против системот пак на крај на денот. Ме свегаш, интересно е како треба да биде. Нема врска. Има многу работи што треба да ги збориме и за ретро кабаре и за се твои Ќе треба да биде ова буамара. Ретро кабаре се случува еднаш годишно пред Нова година. Тоа така сега нешто вие задниве 2 години. Тоа е проект настанат. Ова епизода ќе влезе и ова. Ова нека добро како сакате, сега ќе прекинам. Не. Не. Ќе бидам краток за ова. Значи, тој е проект на у свое време као луѓе од различни бендови кои што нели свират у супергруп бендов и нели настанат негде 2007-2008 ако не се лажам и ние свиравме, постоевме дока 2015-та и задниве 10 години не функционираше тоа, едноставно сите си бркаа работа. Немавме понуда, доволно добра понуда немавме. После се јавија добрите понудувачи и се вративме. Правевте во Public Room, колку што знам, и последно е Рустикана. На страна од добрите понуди, да, сами правевме задниве 2 години во декември, пред новогодишно. Има некој кетч со тоа, со пред новогодишното луило и као, да. И да, правевме 2 концерти, многу добра пројда. Ја не ми се вирам, а тоа е скопската носталгија, многу сакаат луѓе да. Носталгија. Мене хакот со ретро кабаре ми е, јас свирам панк-рок, се заебавам, се зезам, пијам дур свирам, опуштено ми е. Као, нели,
тоа е поентата да си лабав, тотално сме лабави со тој бенд, поише се радуваме на кафаната пред концертот секогаш. Него не се шалам, нема врска, али дел од искуството. Луѓето слушаат стари евергрини у некаква си за нив рок варијанта и ние сме ги хакнале, они не хакнале, ме разбираш? Све е окей. И тоа е тоа. Само ќе кажам дека ретро каваре почна да функционира кога немаше носталгија у 2000-ти толку многу како сега што има и немаше никој тие песни што ги свиравме, што ги почнавме да ги свираме, веруете ми никој не ги споминаше наназад 15 години до последниот добар Макфест, да речеме, за мене тоа е 90 прва негде. Па тоа е стварно просто некој најдобриот. Да, сакам да кажам, никој не ги спомнуваше, ние ги земавме. Океј, идејата е украдена, obviously, има еден куп такви бендови, не е ништо тоа. Има еден бенд, Мифрстен, да ги као истото го прават у Америка. Ги земавме, ги преработивме у панк-рок варијанта и едноставно функционира. И ја 10 години нема време воопшто да го помислам на бендот, што се вика на тој бенд, ама ете, добрата понуда си го направи своето. Ти техник. Да, бе ми техник. Пола милион евра, брат. Имав еден бенд, да, така се викаше. И знам кој ви е најголем фан? Да, еден наш пријател. Што треба и во оваа сезона да дојде. Да. Колку Да. три пати ви гостувал во емисијата? Не, Еден. прва сезона, два пати. втора сезона и Да, трета. и сега, да. Да бе, дечко со најдобрата фризура. Да, да и пееше лам. Така? Да, пееше на приватен настан на ретро каваре, тоа ќе го ставиме за Не беше под- у Рустикана? Само се прави. во Рустикан, Русти. Во Русти, извини, да. Мислам дека пееше Да, у Русти. пееше на крај, да, на Да. караокето. Имавме спешал караоке на крај. Ја требаше да дојдам. Лани? Немај сега требаше да дојдам. Немав екипа со која ми глупа ми беше да дојам сам. Ја така Джоле ми сам вика- си одам, да. Джоли ми шо не дојде века ќе седнеше со нас нама се викам окей, ама као Падо Бранец ќе се осеќав да се ме разбираш. Не бе, нема врска, многу соло идат на концерти, осеќај се слободно, посебно на ретро каваре се пијани. Така да ќе се бленднеш ова година ќе дојде. овој декември. Овој декември. Како што кажаш, имав уште многу муабети за зборење, ама ќе оставиме за втора епизода обавезно. Па добро, може да. Последна недела пак ќе снимаме со Фиц. Не, Пар 2. не, следната епизода ќе биде со Фици и со Цаци. Требаше. На. Абе не требаше цаци да го довикнеме. Не, ти ми рече, викни го нека дојде и онака сега друштво да Да. ти прави, ама доволно е сега он бил реално што сега ќе го гледаме, па што го гледаме фацава цело време на оваа кутија бе тука. Цаци не те заборавивме, само Да, не, ќе направиме Ќе една заборавивме. спешал епизода. последната. Да, нешто ќе видим. А до спешал и до последна епизода, сега се заблагодарам на Беши 32 кој што повторно ни го обезбеди овој прекрасен простор за да може да снимаме со Фиц, со сите останати до сега што сме снимале и со сите останати што ќе снимаме. Само се заблагодарам на Бенто Блум Кейк кој што ги прави најубавите мали бенто тортички кои што се од 24 и за ги нарачате, може ги нарачате од 3 до 4 до работни денови. Како беше на ајде со не брз да печи мрежа. Така. Сакаме ајде да не се спонзори. Само се благодарам на Red Bull Македонија кој што не напојува со Red Bull и дава крилја. Само се заблагодарам на Goblin Games кој што на 5 април слава 25 години роден ден. Браво, Ти даваат крилја Red Bull. Остава ќе одиме. Остава. Тоа ќе ни нема да ни наплатат за една епизода на спонзорство. Ве чекаме на 5 април во лабораториум. Сега заблагодарам на Цаци кој што го спомнав многу пати оваа епизода, која што мислам дека последната епизода фактички славиме една година со работка со Цаци. Може би оваа година, но не мислам оваа епизода е, ама не сум сигурен, знам дека тој е на 4 април. Така да Цаци ќе ти дојдеме со тортичка, ти ќе дојдеш со фалафели. И тоа. Ништо дечки. Фала ви за поканата. Фала што дојде. Што да ти кажам друго? Те чекаме пак да дојдеш со Цаци. Фала. Јас фала ви што го прави тоа пред се и многу добри муавети, мислам, онака фативме пуно ствари. Многу ми е драго што ме викнавте и мислам дека е многу добро и битно, стално го кажувам ова, да се прават овие работи и да се зборат, зашто остануваат во аналите на интернет просторот
Така да. Дури муабетите што не се слушна зад камерите се добри. Дефинитивно. Има едно барање до тебе. Кој? Да му се јавиш на Рајхал. После ќе правиме муабет. Аха. Поздрав до Стефан Рајхел, фотограф. Чекај да видам. Дали му има пишан? Ај чекај, дали му има пишан? Звони му емисија, бре, да Не. снимаме. Нема, ништо. Здрави живи. Баба е. Фала му на Фиц што дојде. Повтор пат му кажам. Нема вези, по трет пат ќе му кажам. Фиц, фала што дојде. Тоа што ме викнавте. Екипо, фала ви што не гледавте и се гледаме за една недела. Чао, чао, да клапаат и клапата. Штрагао!